Американскиот бренд Jeep низ историјата и времето се тркалаше и ја менуваше својата форма, филозофија и сопственост. Но и покрај се, тој понатаму ја задржа и гордо ја носи својата оригинална ДНК и останува да биде еден од синонимите за американската автоиндустрија. Кога ќе го изговорите името на брендот Jeep, првата асоциација која ќе ви падне на памет за него веројатно се робустните, цврсти, спартански креирани и издржливи sports utility vehicles, кои одлично се снаоѓаат на секаков терен, особено на оној надвор од патот. Неговата долга историја во овој сегмент на офроуд возила кај нас му донесе препознатлив статус, па затоа некои од нашите сограѓани се уште за секое SUV возило велат дека се работи за Jeep. За оние кои не се запознаени, мала историска ретроспектива. Приказната на Jeep започнува за време на Втората светска војна. Во потрага по мало, компактно офроуд возило со кое ќе се јуриша во Европа, американската армија побарала решение од 135 автомобилски компании. Една од овие контактирани 135 компании била и компанијата Willys, која го дизајнирала бараниот армиски транспортер. Поради големата бројка на барани транспортери покрај Willys, сделката ја добиле и Ford, кои успеале во рекорден рок да произведат 640.000 джипа и со нив да ги преплават сите фронтовски линии. По војната, Willys бил превземан од повеќе компании. Во 1953 година од Kaiser Jeep, 1970 од American Motor Corporation, 1987 од Chrysler, кој подоцна се спои со Mercedes-Benz, подоцна во Fiat Group, а од 2021 година до денес функционира под капата на Stellantis групацијата, во која влегуваат огромен број брендови како што се Peugeot, Citroen, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Maserati. Во новата приказна на Jeep под капата на Stellantis, еден од најзначајните модели кој започна да се произведува во 2023 година е моделот Jeep Avenger. Мал, субкомпактен кросовер, Jeep Avenger влезе во SUV од B сегментот, кој е особено популарен во Европа и светот во последните 10 години. Влезе гласно, веднаш добивајќи ја наградата Автомобил на годината во 2023 година. Подоцна стана електричен автомобил на годината, како и најдобар електричен градски автомобил во изборот на Top Gear за 2023 година. А истата година беше прогласен и за најдобар фамилиарен SUV во изборот на најдобар автомобил на жените. Овој автомобил во 2024 година можеше да се избере со погон на бензински мотори со внатрешно согорување, целосно електрични или како хибриден модел. Во мај 2024 година на Jeep Avenger му беше додадена и јалката што недостасуваше, погонот на сите тркала во моделите 4XE. Сосема новиот и редизајниран Jeep Avenger се појави на јавна сцена на сајмот за автомобили во Брисел во јануари 2025 година и ги привлече симпатиите на сите посетители. Новите Jeep Avenger 4XE автомобили се прошетаа подоцна и по прекрасните патишта на Фиренца и се стркалаа по ридските патеки на Тоскана, покажувајќи ја својата сестраност во урбаните и офроуд средини. Од прочитокот на продажбата на овие нови B-SUV автомобили веќе се продадени 160.000 примероци. Новиот Jeep Avenger 4XE нуди дополнителни 10 мм растојание од патот, така наречено ground clearance, со што истиот се издигнува на 210 мм. Опремен е со интелигентен
all-wheel drive систем, што значи дека погонот на сите тркала се активира секогаш кога за тоа има потреба. Опремен е и со Select Terrain, во кој самите го бирате модот на возење. На ауто, погонот на сите тркала се активира само кога има потреба за тоа. Со модот Snow се зголемува тракцијата, односно прилепувањето на тлото и стабилноста и се подобрува безбедноста при возење на патеки покриени со снег. Sand and Mud идеално се прилагодува на нерамни предели, а со модот Sport се испорачуваат максимални перформанси на возилото. Во срцето на Jeep Avenger 4xe лежи ефикасен хибриден мотор со робусен 1,2 литарски бензински мотор кој испорачува 136 коњски сили, засилен со дуални електромотори со 21 киловат, поставени на предната и задна оска, со што вкупната моќност на автомобилот се искачува на 145 коњски сили. Максималната брзина на моделот е 194 км на час, а забрзувањето од 0 до 100 км на час се остварува за само 9,5 секунди. Во интериерот, радиокластерот е голем 10,25 инчи, а со истата димензија е и целосно дигиталниот инструмент кластер. За дополнителна атрактивност на моделот се грижат 17-инчни црни алуминиумски тркала со гуми Mud and Snow и целосни LED рефлекторни предни светла. Опремен е со Adaptive Cruise Control, одличен за долги и мирни патувања по автопат, како и со Hill Descent Control за полесно и побезбедно спуштање по надолнини. За оние кои се движат во урбани средини, на помош доаѓа и задната камера со 180 степени, која го прави паркирањето и одењето во рикверц полесно и попрегледно. Напредниот инфотейнмент систем нуди конектирана навигација со апдејти во живо за временските услови, сообраќајните случувања, предупредувања. Вметнат е и AI, Artificial Intelligence Assistant, преку ChatGPT кој ги олеснува возењата и навигацијата. Производството на новиот Jeep Avenger 4xe започна во фабриката на Stellantis во Тиши, Полска, а првиот автомобил кој почна да се составува во оваа фабрика беше моделот Jeep Avenger од ексклузивната специјална серија The North Face Edition, која е лимитирана на само 4806 автомобили. Бројката 4806 не е случајно избрана. Тоа е бројот на метри надморска височина на Мон Блан, највисокиот врв во Европа.